И сме инсистирале на тоа паметење, ако забележувате цело ова време, не случајно, сето тоа вродило со плод. Ми се чини дека точно потенцирањето на овој голем настан за Македониум во пресред на Водици оваа вечер, уште една тематска емисија за Александар, зашто многу им пречи и од секогаш им пречело да се разговара за него и за таа тема. И неслучајно Александар е ликот и точката преку која се прекршуваат многу нешта. Всушност, онаму каде што и се најжестоко упатени нападите, можеби, во цела оваа меѓународна офанзива на негирање на нас и нашето постоење е точно преку ликот на Александар. И не е случајно што пак била инспирација и од наша страна да говориме за него, да се инспирираме за него онака како што тој се инспирирал од Хомер и од Илијадата. Се со една цел, да се пренесува македонската порака. Ако не поинаку, од колено на колено, како што секогаш вообичаено македонците правеле. Меѓутоа, за среќа еве и на овој начин, откако постојат телевизиите и откако постојат медиумите. Ќе продолжиме уште малку со анализата на господјата Маркус за Александар, зашто знам дека на сите нас ни недостасуваат информации и секогаш има нови генерации македонци кои за прв пат ќе слушнат нешто повеќе, па можеби ќе се иницира или како се вели, ќе им се случи иницијацијата македонска во тој момент. Ајде уште малку за Александар. Ми се чини дека сепак и покрај сето ова што го рековте, еден огромен момент на кој треба да се обрне внимание во прилог на големината на Филип, да не остане во сенка на Александар, нели, таткото на синот. Огромната заслуга што Филип како татко ја има, според мене, меѓу другото и заради фактот што му го одредил Аристотел да му биде учител на неговиот син. Замислете вие една изградена личност со сите овие воинствени техники, со сите овие, не знам, царски традиции на воспитување на дете, меѓутоа знаењето. Да се гради, да се... И состојбата на духот која произлегува од знаењето, меѓу другото. Може да се каже дека прв пат во светот е забележана матурска, да речеме, лицеумска генерација. Тие прославиле 12 кнезови, тоа се царските другари, што ги подучувал не само Аристотел, уште многу други, по секој предмет разни учители постоеле, за реторика, за исхрана, за кондиција, за вежби, али главното е филозофијата, умот. Докаде може таа мерка, што може да се направи, како треба да се изведи. Сето тоа било долготрајно. И не е тоа дека Филип го повикал од негде. Аристотел најверојатно е роден во Пела, во царскиот, во престолнината, во дворот, каде што татко му Нихома долгогодишен бил лекар на дворот на Филипа, на Пердика, на Аминта, и родење Аристотел во исто време тие се врсници и заедно растеле. Тоа е една доверба, тоа е пак друга генерација на доверба во која што Филип умее да искористи старата и новата генерација. И не е само Аристотел, тука е Парменион, тука е Антипатар, тоа се Филипови стари другари и генерали кои што ја чуваат просто фалангата и ја пуштаат во свет без многу ризик. Ја пуштаат да иде напред со тоа знаење што го стекнувале. А знаењето било огромно. Еве да ги видиме само резултатите. Како можел Александар во Тир по освојувањето, кога тој побарал да влези и да поднеси жртва на своите предци на горниот град, каде што имало светилиште на Аполон, на Зевс. Тие одбиле и затвориле вратите и тој продолжил да врши обсадување со тоа што островот Тир до ден денеска е полуостров. Изградиле насип, по насипот тунел, од тунелот начин да се качи до горе и така направиле совладување. Тој ум
и тактиката, особено кај Александар, е многу применувана. Еве ќе спомнам од неговите битки. Трибалите. По смртта на Филипа, Александар тргна да си го обезбеди грбот прво. И тргна да ги види тие племина нагоре, што прават трибалите, друидите, се тамо до Дунав. На едно големо узвичување, трибалите, од каде што немало пристап, се наредиле редом и почнале камења и коли, ги наредили да ги пуштат врз фалангата, тогаш Александар наредил. Тоа е познатиот тип желка. Сите клекнале и ги оставиле штитовите. И како колите и камењата биле пуштени, тие прелетале преку нив, ама ни еден од фалангата не погинал. Затоа треба ум. Она што рековме, што е Македониум? Умот, светскиот ум, македонскиот ум. Ете што е Македониум. Одиме понатаму. Некако во истиот период се случуваше една изложба која ете тогаш сме ја регистрирале, а сега со задоволство сакаме да ја презентираме за да се присетиме сите заедно, затоа што навистина станува збор за едно успешно артикулирање на инспирацијата наречена Александар преку врвните мајсторски раце на еден уметник Жарко Башевски и Александар како инспирација. Во музеот на град Скопје, снимен некаде заедно во исто време со Оливер Стоун. Баш така ми се чини дека и го поздравувам Жарко Башевски вечерта, дека паралелно размислувале со Оливер Стоун, а вечерва го поздравуваме со надеж дека не гледа во добро здравје и во добро расположение. Одиме со Александар како што го замислувал Жарко Башевски. Музеј на град Скопје, Жарко Башевски, авторот на конкретнава изложба, до мене, од другата страна на Александар, јас вие и Александар, како Дионис овде за почеток. Ја користиме привилегијата на нашинци, па ве замоливме да ни дадете предност. Инаку ве чекаат овде грчки екипи, гледам денеска, екипи од сите скопски телевизии, мислам дека се веќе дојдени. Предизвикавте нешто. Што всушност, што предизвикавте? Па не знам некој интерес. Ова мислам дека се поклопи со филмов сега што се прикажува кај нас во Македонија. И така, тоа е, значи, чисто случајно е ова поклопување. Сакам да кажем дека јас немав ни на крај памет, не ми беше дека во исто време и ќе се случи и со признавање некои од американците и филмот и работ. Пошто подолго време се занимавам со портрет, во овој случај со Александар. Да. Така интересот е, мислам, од поклопување, повеќе од поклопување, да кога би било ова нешто порано да беше, значи неколку месеци порано, мислам дека ваков интерес немаше се уште да појави. Космичките енергии ги наместија работите така да се случуваат, нешто се случува, па ќе видиме што, ама убаво е, нели како и да е. Еве ние над можеби практично покрај можеби најубавиот Александар за мене, јас од кога видов вашава изложба овој најмногу ми се бендиса зашто овде си е во некоја таква фаза. Богат е, да, значи кога сака да се радува на животот, веројатно овде сте сакале да го представите. Инаку имам видено и ваш Филип, меѓу другото. Тој во Мермер. Тој во Мермер, да. Можете ли да ја објасните вашата инспирација од овие вакви грандиозни македонски личности? Грандиозноста во овој случај како личностите, самите личности имаат толку голема грандиозност што јас не можам да ја прикажам со една скулптура или две, мислам, во еден циклус и не е ни доволно големината на скулптурите, не е ни доволно ни богат материјал, колку скап материјал, тоа е толку голема што јас ја прикажувам во еден циклус, во еден